Со предлог маржа од 3 до 15% и список на само 150 најосновни прехранбени производи изготви ново формираната Стопанска комора на трговија на мало и големо. По последната нивна средба со министерот Дурмиши очекуваат реализација на нивниот одговор. Ќе ви известиме, спремни сме и ќе ги земеме сите мерки или алатки што ги имаме како влада за да ги спречиме овие незгодни ситуации. Согласно изготвениот список, дел од производите се со маржа до 3%, како брашното, млекото, шекерот. До 15% би биле согласно предлогот на Стопанската комора, лебот, тестенините, оризот за солта, кафето, оцетот, квасецот, рускиот чај, урдата, видовите на сирење, кашкавал, јајца, зајварот за видови зеленчук, овошје, пиво, бело, црвено вино, но и за дел од средствата за хигиена, прашок, паста за зъби, тоалетна хартија. Објаснувањето за ваков изглед на листата е од Стопанската комора на трговци е едноставно. Меѓутоа да имат реално намалување, значи сега во договор со добавачите и производителите да направиме реално намалување каде што стварно ќе се гледа дека производот е намален и е достапен и до крајниот купувач. Од Министерството за економија денеска за телевизија Стар велат дека одговор на ваквата изготвена листа ќе има до крајот на оваа недела, бидејќи ресорниот министер е надвор од државата. Одговорот на барањето на Стопанската комора на трговија на мало и големо за ограничени маржи од 3 до 15% на 150 основни прехранбени производи ќе следи кон крајот на оваа недела. Потврдија денеска за телевизија Стар од Министерството за економија.